Од Бабино се упативме во селото Смилево, кое е значајна алка во илиндинската историја. Во селото Смилево, родното место на еден од најголемите македонски револуционери, Даме Груев, од 2 до 7 мај 1903 година беше одржан Смилевскиот конгрес на Битолскиот револуционерен округ. На конгресот за председател беше назначен Даме Груев, а на него учествуваа значајни револуционери како Никола Карев, Никола Петров Русински, Ѓорги Сугарев, Јордан Пиперката, Христо Узунов и други. Околу потеклото на Даме Груев постојат полемики. Според некои од историчарите тој имал мијачко потекло од село Селци. Но тоа не е потврдено. Ова ридско село во подножјето на Бигла планина, на надморска височина од 880 метри, низ кое тече Стара река, беше главната логистичка поддршка на илиндинското востание. Смилево, рамо до рамо со славното Крушево, е символ на македонскиот непокор на една смела револуционерна визија за слободна Македонија и на несебичното жртвување за таа идеологија. Но ова востание не беше само борба за слобода, туку и обид да се сврти вниманието на светот. А Смилево, ова дзидарско село, чии востанички символи на аловото знаме беа српот и Теслата, по повод 100 годишнината од Илинден го доби својот меморијален музеј со кој денес смилевчани се гордеат. Музејот се наоѓа во горниот дел од селото, а во неговиот внатрешен дел е реализирана музејската поставка низ тематски целини. Во конгресната сала, во која има над 35 фотографии, од кои 27 од учесниците на конгресот, посетителите преку нив, како и со воведниот текст, се запознаваат со содржината и значењето на Смилево. Овде се протоколите од заседанијата на конгресот, фрагменти од дисциплинскиот востанички устав, портретите од членовите на главниот штаб, копијата од знамето на вториот македонски револуционерен округ. Во витрината до портретите се изложени раритетните оружја, револверот на смилевскиот војвода Веле Илиев Пенчо и бомбата изработена во една од тогашните леарници. Смилево, преку портретите на некои од војводите, преку фотодокументацијата за контраофанзивните дејствија, овде најреално ќе го доживеете како едно историско жариште кое гордо и смело, собирајќи го интелектот, ги донесуваше најзначајните одлуки. И затоа гореше до темел 2 пати. Смилево славно Бога на гори. Една од македонските народни песни го опеа славното Смилево во пламен. Тука е и спомен собата на Даме Груев, која содржи 30 на фотографии и 14 документи, меѓу кои е и записникот за неговото судење во кој се забележливи неговите интригантни и мудри одговори. Тука се и псевдонимите под кои тој ја спроведуваше својата кауза. Даме славно загина на врвот Петлец, на Друсиново, а подоцна неговите мошти се пренесени во Смилево. Во спомен собата посветена на битолско-преспанскиот партизански одред Даме Груев, во која е ставен акцент на неговата прва воена акција на 2 август 1942 година во Смилево. Низ 50-тината фотографии, изложените документи и 3 витрини со партизанско оружје и воени материјали, се опишува и револуционерната дејност на Смилево меѓу двете светски војни. Во една од собите, резервирана за материјалното етно наследство, со нетрпение очекувавме да видиме колекција од мијачка носија.
Но во собата со вградена мусандра со огниште, софра и со ковчег, средишниот дел беше празен. Сепак, срдечните домакини на музеот не дозволија нашата слика за Смилево да остане некомплетна и ни приредија едно мало изненадување. Тргнавме во една смилевска куќа, а до неа минувавме низ минатото и низ смилевското секојдневие. Високо над Смилево, гордо исправен своето историско село, го чува Даме Груев. Подолу се наоѓаат неговата спомен плоча и неговите мошти. До неа е спомен плочата на паднатите револуционери. Неговата родна куќа се наоѓа оддалечена спроти нив, препознатлива по јасната жолта боја. Во истата околина се наоѓа и куќата на Чуранов, која порано била Ан, а за која историјата беше во недоумица дали е онаа во која е одржан Смилевскиот конгрес. Но при историските полемики околу локацијата на конгресот, историчарите посочуваат дека куќата во која што се одржал воопшто и не постои, бидејќи била до темел изгорена во текот на борбите и затушувањата на Илинденското востание. А инаку, тоа била куќата на Коле Коштревски, авторитетен член на револуционерната организација и близок роднина на Даме Груев. Преку сите овие споменици на минатото, стигнавме и до школскиот двор на основното училиште Даме Груев, во кој наидовме на детските насмевки, кои ни го потврдуваа Смилево како перспективно и развиено село, во кое младината пронаоѓа место за својата иднина. Во Смилево христијаните се збираат на молитва во црквите Свети Димитрија на влезот од селото. По неа следи Свети Ѓорѓија со гробишта во црковниот атар и Свети Ѓорѓија во самото село, а во височините на селото се наоѓа манастирот Свети Петар. По прошетката низ селото, во една од смилевските куќи не пречекаа баби, срдечно и топло, расположени за нешто што одамна го немаа направено. Мијачката носија беше подготвена, но условот за незиното прикажување беше да биде облечена. На општо и огромно задоволство, таа почна да се реди парче по парче. Смилевската невеста полека си го добиваше комплетниот изглед. Оваа рачно изработена мијачка носија, наследувана од колено на колено, денес е скапоцено материјално културно наследство. Двете прекрасни баби уживаа во својата задача, потсетувајќи се на младоста со воздишки и емоции. Семејството на Даме Груев било целосно вклучено во илинденските активности. Честопати неговата родна куќа во Смилево била сардисана од турците, а важните документи понекогаш го наоѓале патот до вистинските раце, скриени под пластовите на смилевската носија. За момент, времето како да застана со смилевската невеста, пред која се подаваше минатото, врз ликот на сегашноста. Смилево од озгора, убаво и богато со спомени. Го врежавме во сеќавањата и го поздравивме, завршувајќи ја со него нашата патеписна епопеја од Илинска до Илинден. Zajdi, zajdi, jasno sonce, zajdi, pomrači se,